Добар ден, ученици, јас сум Анита Зафировска, професор по македонски јазик во гимназијата Сами Фрашари во Куманово. Денешната наставна единица е степенување на придавките. Натиот час разговаравме за придавки, што се придавки, како се делат придавките, а денеска да видиме накратко како се степенуваат придавките. Значи, основната форма на придавките се вика позитив. Например, придавката добар не е степенувана и затоа велиме дека е во позитив. Например, добар ученик. Ако ја степенуваме со компаратив, ќе додадеме наставка по. Например, подобар ученик, значи додаваме представка по пред придавката. А степенување со суперлатив се образува со представката нај. Најдобар ученик. Значи, основна позиција, кога придавката не е степенувана, се вика позитив. Степенување се врши со компаратив и суперлатив, односно со додавање на представки по и нај пред придавката. Карактеристично за придавките е тоа што само описните придавки може да се степенуваат. Значи, минатиот час направивме поделба на придавките и кажавме дека се делат на описни, односни, збирни и бројни придавки. Меѓутоа, само описните придавки може да се степенуваат. Например, од описната придавка широка улица, со додавање на представката по, ќе направиме компаратив, односно ќе ја степенуваме придавката и добиваме поширока улица. Со представката нај за суперлатив добиваме степенувана придавка најхрабро момче и со представката нај пред придавката бели добиваме најбели зъби. Кажавме дека односните, бројните и заменските придавки не може да се степенуваат. Зошто? Бидејќи не може да се степенува, присвојна придавка државна болница, например. Не може да кажеме поддржавна болница или најдржавна болница, материјална придавка железна порта, најжелезна, пожелезна, значи железо си е железо, не може да биде пожелезо или најжелезо, како и бројните придавки, втор, например, највтор, заменска придавка секаков, степенувана со суперлатив, најсекаков, значи тоа е неправилно, односно се степенуваат само описните, а не се степенуваат односни, бројни и заменски придавки. Значи тоа е накратко наставната единица за денеска, односно степенување на придавки. Во учебникот на страна 29 има вежба, ќе треба да ја изработите, односно да ги степенувате придавките. Ви благодарам многу, се гледаме следниот час.